Изучувањето на рускиот јазик во кумановските училишта, воспоставената пракса за дополнителна едукација и доусовршување на високото образование на нашите студенти, продлабочување на економската соработка, но и отворање можности за нови соработки во областа на земјоделството се дел од темите на кои разговараа денеска градоначалникот Максим Димитриевски и амбасадорот на Руската Федерација во Македонија Сергеј Базникин на средбата во општина Куманово. Разговаравме за бројот на учениците кои што го изучуваат рускиот јазик во основните и средните училишта на нашиот град, дополнително и на тема на економија, за можна понатамошна соработка и користење на позитивните пракси, кои што веќе некои наши компании во општина Куманово, како што е примерот на фабриката за заварени цевки и профили ФЗЦ Куманово, која што активно соработува со компании од Руската Федерација и можности за отварање на нови соработки во делот на развојот на земјоделието. Граѓаните на општина Куманово имаат традиционални добри односи со граѓаните на Руската Федерација и сите тие позитивни искуства ќе се користат и во иднина, кои што се базираат на голем број на меѓународни соработки, како што е примерот на нашата гимназија Гоце Делчев, која што директно соработува со 13-тата Санкт-Петербуршка гимназија, каде што имаме размена на ученици. Русија секогаш била и останува посветен пријател на вашата земја. Ние сме подготвени за конструктивна и взаемно корисна соработка до тој степен и во оние области за кои се подготвени двете страни, рече на денешната пресконференција рускиот амбасадор. Нашата интеракција треба да се развива на деполитизиран начин, врз принципите на еднаквоста, взаемни доверба и почитување, прагматизмот и водење сметка за меѓусебните интереси. Длабоката взаемна поврзаност на нашите народи не зависи од политичките прилики. Руската страна секогаш безусловно признава самостојноста и автентичноста на македонскиот јазик, историја, култура и идентитет. Русите и македонците ги споделуваат заедничките вредности, вклучувајќи ги традициите на антифашистичката борба. Многу е драго дека во Куманово секоја година на 11 ноември се одбележува денот на ослободувањето на градот. Голема чест и привилегија за нас да учествуваме во свечената церемонија со положување цвеќе и му даваме почит на паднатите херои. Амбасадорот Базникин особено е задоволен од поддршката што општина Куманово ја дава за изучување на рускиот јазик во училиштата, повеќе од било каде во земјава. Амбасадата на Руската Федерација е отворена за соработка и сум убеден дека ќе бидеме во можност значајно да ја зголемиме во следниот период, рече Базникин.